Во новите вести за млади шорткат ќе гледате. Учениците што користат стипендии можат истите да ги продолжат до крајот на месецов. Преспанското езеро изумира без своите води. Мерките за негова заштита ќе се спроведуваат 6 години. Скопје и Тетово со протестен марш се солидаризираа со Приштина против насилството врз жените и девојчињата. Здраво, време е за најновата епизода на Шорткат. Јас сум Гоше и денес ќе ве водам низ најважните вести и настани од изминатата недела. Почнуваме веднаш, ова е Шорткат. Сите корисници на правото на ученичка стипендија остварено во некоја од изминатите години кои ги исполнуваат договорните услови за продолжување на истите, може да ги достават документите до Министерството за образование и наука најдоцна до 30 септември. Потребните документи кои корисникот на стипендија треба да ги достави се потврда за редовен ученик за тековната учебна година и копија од последното свидетелство. Документите се доставуваат електронски со прикачување на соодветната документација на порталот e-услуги на МОН, а доколку некој од учениците не е во можност тоа да го направи електронски, документите може да ги достави и директно до Министерството за образование. 5 мажи, 7 часа, девојчето 11 години се извикуваше на протестниот марш кој тргна од плоштадот до основниот суд во Тетово. Преку овој протест во петокот, тетовчани се солидаризираа со Приштина против насилството врз девојчињата и жените, а повод беше силувањето на 11 годишно девојче од страна на 5 мажи во Косово. Отстранете ги педофилите од образовните институции. Жените и децата постојат и по политичките кампањи. Насилството е последното засолниште на неуспесите. Не значи не. Беа само дел од написите на транспарентите на граѓаните. Во име на организаторите, психологот Небах Тезибери Имери од центарот Кортекс истакна дека се бараат поголеми казни, но и казните за педофилите да не се намалуваат, затоа што и во Тетово и во Македонија има силувања. Nga qendra deri tek gjyqi sepse aty miren vendime të cilat vendime nuk miren në mënyrë ashtu si duhet të dënohen dhunuesit të cilët bëjnë vepra. А во среда против насилството врз жените, девојчињата и децата се протестираше и во Скопје. Учесниците на протестот рекоа дека им се придружуваат на девојките и жените од Косово во нивниот апел до институциите за преземање итни мерки против одговорните криминалци и за гарантирање заштита на девојките и жените на сите јавни простори. Преспанското езеро е второ по големина природно езеро во Македонија, кое со години наназад се соочува со повлекување на езерските води и опасностите кои ги носи намалувањето на нивото на езерото за растителниот и животинскиот свет. Екипата на Шорткат беше во Преспа и во следниот прилог ќе може да дознаете повеќе за овој проблем. Тиња, алги, матни, плитки води во кои капачите се потешко пливаат, а растителниот и животинскиот свет едва и преживува. Ова е тажната слика на Преспанското езеро денес. Туристите, екологистите, концесионерите на плажите и хотелиерите, како и поголем дел од местното население, се плашат за иднината на второто по големина природно езеро во земјава. Министерството за животна средина и просторно планирање има изработено извештај и анализа за состојбата со Преспанското езеро, во која се наоѓаат измерените податоци до 2020 година и во која е наведено дека апсолутно забележаниот минимален водостој на котата 842,75 бил забележан на 26 ноември 2008 година. Сепак, последните податоци на Управата за хидрометеоролошки работи од крајот на август годинава покажуваат нов неславен рекорд. Односно, водостојот се намалил на котата 842,14, што е за дури 1,86 метри помалку од просечниот водостој на Преспанското езеро за месец август. Алармантната состојба со езерските води продолжува да се продлабочува, а единствен излез е спроведувањето на акцискиот план со точно определени мерки за заштита на Преспанското езеро. Сепак, за спроведување на трите групи на мерки е потребен период од дури 6 години, како и финансиски средства во висина од околу 17,6 милиони евра. Дополнителен проблем е имплементацијата на мерките од надлежните институции, за кои потребна е истрајна работа не само од македонските власти, туку и од Албанија и Грција, на чија територија исто така се протегаат езерските води. По повеќе од 12 години од подпишувањето на договорот за заштита на Преспанскиот регион меѓу трите земји,
Кон крајот на јуни годинава се одржаа првите заеднички состаноци, на кои се утврдија насоките за заедничко одржливо управување и унапредување на Преспа. Иницијалниот состанок на Комитетот на управувачкото тело на Преспа и на работната група за управување со водите беше поздравен од еколошките организации. Сепак еколозите укажуваат дека треба да се поработи многу повеќе на клучните проблеми со кои се соочува Преспанското езеро, како што се нелегалното користење на езерските води за наводнување, фрлањето на органски отпад во езерските води, користењето на пестициди од земјоделците и влијанието на климатските промени. Без навремена реакција на властите, од алармантната состојба со Преспанското езеро ќе страда не само растителниот и животинскиот свет, туку и туризмот во Преспа и можностите за развој на одржливо земјоделство долж крајбрежјето на сите три земји. И уште една информација која покажува дека не сме многу екофрендли. Откако го достигна историски најнискиот рекорд на емисии на стакленички гасови во 2016 година, Македонија повторно го зголеми испуштањето на штетните супстанции во атмосферата, кои придонесуваат за негативното влијание на климатските промени. Според последните податоци, сите сектори во земјава без шумарството заедно произвеле 11.267,6 гигаграми на јаглерод диоксид еквиваленти, при што речиси 2/3 од ваквите емисии доаѓаат од секторот енергетика. Наспроти ова, во 2016-та вкупните емисии на стакленички гасови без секторот шумарство изнесувале 10.024,1 гигаграми на јаглерод диоксид еквиваленти. За 3 години има зголемување на испуштањето на штетните гасови во атмосферата од околу 10%. А сега преминуваме на една убава вест. Во втората половина на август во Прага се одржа меѓународниот надпревар по знаење и критичко мислење World Scholars Cup, познат како светски куп на ученици-научници, на кој успешно учествуваа и 5 екипи од Северна Македонија. Во текот на 5 дена, учесниците требаше да покажат вештини во 3 генерални области на англиски јазик: квизови, односно тестови на знаење, дебатирање и пишување есеи на теми од природни и општествени науки, од физика, хемија и биологија до историја, литература, медиуми и нови технологии. Фокус на наставната програма за годинава е критичка премена на тие знаења во врска со климатските промени и други актуелни глобални прашања. Највисоко пласиран тим од нашата земја беше тимот од основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци, составен од Лина Јанеку, Срна Поповска и Дамјан Стојановски, кој воедно благодарение на освоениот вкупен пласман доби титула врвен представник за Македонија. Браво, дечки! Пред крајот на емисијата ви информираме дека новата игра на тема Дина, според книгите од писателот Френк Херберт, е изрекламирана со една од најбиседните фрази "Стравот е убиец на умот". Играта ќе биде ММО со преживување, слична на најновата игра на тема Conan Exiles по структурата, нормално со сосема различна тема. Исто така играта ќе има и синглплеер дел, а најверојатно ќе играте во улогата на протагонистот Пол. Ви благодариме што останавте до крајот на денешната емисија на Shortcut и ви закажуваме ново дружење следниот четврток во 19 часот. До тогаш информирајте се преку рубриката за младици од РЛЗ на вебсајтот на meta.mk и не заборавајте да ги посетите нашите профили на Instagram и TikTok. Чао, чао!